Скопје, поделено со реката Вардар, каде што историјата и модерноста се испреплетуваат, се соочуваше со ново утро. Градоначалничките избори, кои требаше да ја обликуваат иднината на градот, не беа само политички надпревар, туку и референдум за душата на Скопје. Граѓаните се подготвуваа да излезат на гласање, за да одлучат за правецот на градот. Од страната на власта се истакнаа две силни имиња. Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН како ново лице на партијата ветуваше динамика, додека поранешниот градоначалник Коце Трајановски од истата партија влеваше доверба со своето искуство. Нивната заедничка цел беше да го водат градот според сопствените визии. Кандидатката на главната опозиција, Каја Шукова од СДСМ, настапи со слоганот «За позелено Скопје». Шукова, фокусирана на еколошките проблеми и одржливиот урбан развој, се сметаше за силна алтернатива за гласачите кои посакуваа промени. Едно од имињата што ја промени политичката равенка беше независниот кандидат Златко Перински. Перински, кој порано беше член на една од големите партии, сега велеше дека е независен од партиската дисциплина и ќе го слуша само гласот на граѓаните. Неговата кампања се засноваше на средби со граѓаните во локалните населби. Различните бои на политичкиот спектар ги представуваа Амар Мециновиќ од партијата Левица и уште еден независен кандидат, Зоран Јовановски. Мециновиќ ја нагласуваше социјалната правда и еднаквоста, додека Јовановски ветуваше целосна транспарентност и отчетност во локалната администрација. Како што одминуваше кампањата, дебатите меѓу кандидатите стануваа сеш пожестоки. Темите за сообраќајот, загадувањето на воздухот и урбаната обнова особено често ги спротивставуваа главните конкуренти Орце Ѓорѓиевски и Каја Шукова. И двајцата тврдеа дека нивните решенија се најдобри за Скопје. Независните и кандидатите на помалите партии се обидуваа да создадат сопствен простор во оваа голема дебата. Златко Перински и Амар Мециновиќ ја предизвикуваа агендата на големите партии, тврдејќи дека фокусот треба да биде на проблемите на населбите наместо на големите проекти. Настрана теориите и ветувањата, изборите се добиваа на улица. Искусниот политичар Коце Трајановски тоа најдобро го знаеше. Деновите ги поминуваше разговарајќи со дуќанџиите во старата чаршија, слушајќи ги грижите на пензионерите и чувствувајќи го пулсот на градот. И дојде денот на одлука. Скопје се разбуди во мирен ден. Граѓаните се упатија кон училиштата и избирачките места, за да го дадат својот глас за иднината на градот. И кандидатите, како и секој друг граѓанин, излегоа на гласање, го дадоа својот глас и го следеа процесот. Кога се затворија избирачките места и почнаа да пристигнуваат првите резултати, Скопје го задржа здивот. Кој и да победи на изборите, пред себе имаше тежок пат. Овој изборен процес уште еднаш ги покажа заедничките проблеми на градот и различните пристапи за нивно решавање. Новиот градоначалник не требаше да биде само администратор, туку и лидер кој ќе може да ги обедини овие различни гласови.